Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на утринското еспресо на 98,1. Поздрав до сите оние кои во овој момент се заглавени во Скопскиот сообраќај, поздрав до сите оние кои не следат во живо на Facebook и поздрав до сите оние кои од после вечерва ќе не следат на YouTube или на било која друга подкаст платформа. Во утро централна тема ни е вчерашниот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а случувањата ќе ги анализираме со професорот Звонимир Јанкуловски и дипломат. Долгогодишен кој ќе биде во периодот кој е пред нас дел од стандардната екипа на утринското еспресо. Добро утро, Звонко. Добро утро. Само пред микрофонот ќе те замолам директно. Имам едно прашање во однос на СДСМ. По долго време, нели, очај по изборите, вчера го гледаме првиот, како да кажам, задах, би рекле србите, првата издишка на СДСМ, најавуваат нови кадри, избраа нов централен одбор со преку 50 членови, во исто време избра и заменик председателка Фани Карамфиловска, која доаѓа од невладиниот сектор. Таа порано беше директорка на Фондацијата Институт Отворено општество, се до затварањето на канцелариите на Сорос во Македонија. По Забрчанец, Бојан Маричич, Лидија Димова, Мила Царовска, уште едно има од невладиниот сектор директно во СДСМ. Што значи ова? Па ништо тоа значи. Во основа тоа е токму она што со години по независноста на државата Социјалдемократскиот сојуз го прави, а тоа е да манипулира со граѓанскиот сектор, односно со активистите од граѓанскиот сектор, така што ова е само продолжение на една практика која во споставија. Прашањето, Звонко, ми е, имаме ли ние воопшто невладин сектор? Затоа што гледаш човек од невладин сектор, го гледаш потоа во СДСМ. 1, 2, 3, 5, 7, 20%. Меѓутоа не го гледаш во спротивставената политичка партија во ВМРО ДПМН. Тоа значи дека се работи за контролиран и за добро раководен невладин сектор кој секогаш се јавуваше во периодите кога и требаше помош на Социјалдемократската партија во освојувањето на власта. Така беше и во времето на власта на Љупчо Георгиевски, така беше во времето на паѓањето на власта на Никола Груевски, каде што граѓанскиот сектор одигра и како клучна улога. Дури денеска со падот на Социјалдемократскиот сојуз повторно ги гледам избриците на граѓанскиот сектор сега во контекст на загадувањето кое претходните 7 години не беше топ тема во нивното действување, меѓутоа одеднаш станува топ тема токму во периодот по завршувањето на изборите. Со професорот не го анализираме ово утро ликот и делото на Фани Карамфилова и посакуваме среќа на партиската функција, но говориме за една поширока слика, затоа што доколку нели ја следиме идејата за постоење на невладин сектор, тој треба да биде коректив на секоја власт, треба да промовира одредени политики во служба на граѓаните, а ние имаме состојба во која невладиниот сектор се става во служба на една политичка партија. И тоа константно. Да, и тоа е така, тоа е практика со која се научивме да живееме сиве години и практика која во основа значи помош на одредена политичка опција во незиното манипулирање со власт и манипулирање со она што значи граѓанското организирање во македонското општество, што е крајно разочарувачки, ако сакате, и во медиумите, во кои припаѓаш нормално, затоа што и медиумите и како е дел од она што значи манипулација од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Сети се, си бил премногу мал кога во 2002 ми се чини година излегува одредена група новинари пред собранието со на парола "Доста е", кој подоцна со освојувањето на власта се распределија токму на определени позиции во министерството, односно во власта, така што тој вид манипулација не е нешто ново што Социјалдемократскиот сојуз го прави од неговото основање. Фани Карамфилова
Павловска, која беше избрана вчера, доаѓа на местото на Сања Лукаревска, која си поднесе оставка од функцијата по изборниот пораз во мај. Претходно на таа функција беше Радмила Шекеринска, заменик председател на СДСМ. Тоа што е исто за неја интересно, освен дека има долга кариера во, условно кажано, под наводници невладиниот сектор, мора да го наречеме така, затоа што ако има еден човек, двајца, тројца, пет души, веќе може да зборуваме за некаква случајност, но кога имате 50 луѓе кои од невладиниот сектор одат во една политичка партија, тогаш се е јасно. Да. Невладиниот сектор се јава како расадник на кадрите на Социјалдемократскиот сојуз. Освен тоа, незиното семејство е поврзано со изградбата на оние згради кај Holiday Inn. Ако се сеќавате, поточно незиниот сопруг е еден таму од главните вмешани во целиот тој бизнис. Тие згради се изградени нели со благослов на земја на Македонска православна црква Охридска архиепископија, така што не за прв пат во нашата современа историја, нели, комунистичкиот стаблишмент и православната црква се обединуваат во една заедничка градба. Таа синергија постои од времето на комунизмот, очигледно продолжува и денес. Да, нека име со среќа. Се надевам дека барем нема оние 50 евра за осветување на становите да ги земаат потоа МПЦ за тие што ги купат таму станови. Мислам дека дали следува тоа во промоција со купете стан, добивате гратис овакво осветување, а наместо животно осигурување може да добиете и гратис погреб. Не знам се. Тоа тешко, мислам, може со твои колеги да зборуваш, да видиш како изгледа тоа, затоа што очигледно дека нешто што е најскапо, тоа е најевтин е животот, најскапо е погребувањето, така што може промоција да направат од Македонска православна црква. Вчера имаше прилично инспиративен говор Филипче. Значи, ќе се обидеме дел од димензиите на тој говор да ги фатиме. Нема да емитуваме тонски парчиња, но... Кај ја виде инспирацијата, не ми е јасно. Па, Георги Спасов, сега... Ај прво да почнеме со одекот на говорот, па потоа да се осврнеме на говорот. Георги Спасов, универзитетскиот професор и колегата политиколог, вели: одличен конгрес на СДСМ. Од времето на Црвенковски немавме слушано толку добро структуриран и мотивирачки говор на лидерот. Има надеж за СДСМ. Се почнува денес со некоја нова енергија, ентузијазам и желба за победа, за подобар живот и успех на секого, а не само на поединци. Тоа е мојот СДСМ, напише Георги Спасов на социјалните мрежи, споделувајќи нели фотографии од настанот. Професоре, ваква инспиративно нема што. Знаеш како беше? Имаше еден српски филм со еден така стар удбаш и која вика ако се сете на дан безбедности, така и ова некако многу ми е инспиративно. Мислам стварно инспиративни зборови и зборови на потик и надеж за иднината на Социјалдемократскиот сојуз, споредувајќи го со времето на Бранко Црвенковски. Мислам, тоа е убаво време. Убаво за за времето кога беа поставени темелите на државотворноста на партијата во смисла на приграбување на општествениот капитал и разградување на државата, да. Ако се сеќаваме на тие години, всушност тогаш почна падот на државата, кој продолжи со секое владење на социјалдемократите за во следните 7 години да ги доживее својата кулминација или своето кресчендо во владењето, каде што Македонија ја направија полигон на глупоста и полигон на антиинтелектуализмот, така што малце ме изненадува Георги Спасов, затоа што сепак се работи за високо образован човек кој исклучиво го почитувам во сферата на науката, меѓутоа не, обично сум бил и јас во вакви ситуации како професорот Спасов. Вакви статуси пишувате кога ќе ви се јави некој, ќе ве замоли дај бе поддржи нешто, кажи, а тебе ти е навистина близок
и не можеш сега да го откачиш и ти го поддржуваш вака. Генерално вака изгледа тоа. И се случувало и мене во некое дамнешно минато заборавено. Вака изгледаат тие статуси. Не мораш баш вака. Па нема друг начин, како ќе го пофали? Затоа што во последно време, да бидеме реални, слушам хвалоспеви и читам посебно на социјалните мрежи, така што понекогаш се инспирирам самиот да напишам, меѓутоа немам причина се уште. Мора да бидам објективен дека ВМРО ДПМН во ваквиот стил на изразување на Георги Спасов, кој јас би го нарекол Георги Спасевизам, се малци апдейтувани во однос на СДСМ и дека тие имаат и повеќе Георги Спасевци. Имаат, да. Сега да бидам искрен. Не, искрено да, имаат во основа понекогаш посакувам да напишам таков хвалоспев, меѓутоа немам причина се уште, кога ќе имам, ќе се обидам да ги надминам до сегашните хвалоспеви на луѓе во кои се инспирираат од одредени настани, од одредени случувања. Така што, да, тоа во тој контекст може би повеќе како потик отколку хвалоспев, меѓутоа да изначуваш денешната состојба во Социјалдемократскиот сојуз, состојбата во времето на Црвенковски малце несериозно. Главна поента на Филипче, значи имаше долг говор, но медиумите се должни да го пренесат она што е најважна порака. Филипче вели вака: арогенцијата ќе биде закопана длабоко во земјата додека јас сум председател. Рече меѓу другото Филипче и додаде дека СДСМ е особено горда што Радмила Шекеринска е првата дама од Балканот која ја извршува функцијата втор човек на НАТО. Сега, ова е малку лицемерно, затоа што допред само неколку дена од СДСМ доаѓаа најголеми критики кон Шекеринска, дека таа им ја минира партијата, дека вако. Сега најнаш почна да им се допаѓа, тоа е. Па дури прашуваа зашо ВМРО неа, како се вика, зашо не и честитале, а ВМРО ја поддржале. Тоа Агилер го кажа. Сега што ќе честита? Сега Мицкоски да излезе на министерот, што го поставил да му честита. Мислам смешно. Продолжува се иста риторика во контекст на ароганцијата ќе биде закопана, тоа е добро. Се надеваме дека Филипче, уште наредната недела ќе дојде. Ароганцијата ја копаат со секој нови избори. Секојаш кога ќе изгубат. Секојаш кога ќе изгуба и кога ќе почнат ја закупуваат ароганцијата за кога ќе ги освојат власта, да се види нивната ароганција во поглед на тоа како владеат. Најклучниот дел во говорот на Филипче го пренесуваме, вели: владата на ВМРО ДПМН ја турна државата назад во новиот режим. Се прават чистки во институциите од вештачка криза и измислените закани. Моќта игра на картата на поделби, вели Филипче во говорот. Сега, Јанкуловски, на ВМРО ДПМН во овие колку се 4-5 месеци влада, може да им најдете многу забелешки. Значи, од луѓе кои ги поставиле на позиции кои не се стручни за тоа. Барем според мене, сега може би за нив се стручни. Преку недоволно агресивни политики во делот на реформи од државата, не знам. Спречување на закадувањето, да се постават радикални регулативи, забрана за пушење, нов систем на даночни обврски, данок на имоти, така небитно. Ја можам да им најдам многу забелешки. Но, да го обвините ВМРО ДПМН дека ја враќа државата во режим после 5 месеци, после 5 месеци во кои буквално ние не сме виделе ниту една агресивна постапка од страна на државата, не сме виделе ниту една целна група која не е задоволна поради нешто или е специјално таргетирана, како што сака да каже. И кога спротивно на тоа гледаме социјален диалог со сите постоечки од бизнис сектор, синдикати, така натаму, од каде сега режим најдоа? Режим во најава. Тоа го кажа. Не, назад во новиот режим. Меѓутоа има во дел од говорот режим во најава. Мислам, знае, однапред знае дека ќе биде режим и дека власта на ВМРО оди на нови поделби. Моќта ја користи за нови поделби. Иако не видовме сега, реално да зборуваме за овие 5 месеци, не видовме никаква агресивност во практицирањето на например, мене ми пречи што во овие 5 месеци не најдоа за сходно да го уапсат Заев.
или неговата фамилија кои направија стварно многу кривични дела. Јас мене да ме стават обвинител, ја можам да им ги напишам обвиненијата. Мене ми пречи што ВМРО ДПМН е во овие 5 месеци не затворија многу од луѓето кои требаше да ги затворат. Тоа значи би се вратиле во времето на владењето на СДСМ во 2017 беше кога тргна бранот на апсење и бранот на заплашување. Мислам, начинот на кој социјалдемократскиот сојуз владее во Македонија со секој нови избори, секоја нова победа е сосема спротивно од начинот на кој владее ВМРО. Ако ги анализирате едниот и другиот начин на освојување на власта и начинот на кој владее, ќе видите огромна разлика. Додека едните одат на практицирање на вистинска моќ во владењето, тоа значи целосно ништење на политичкиот противник во сите сфери, во сферите на вработувањето, во сферите на стекнувањето на функции, на одржувањето на функции, во сферите на она што значи лишување од материјални добра за живот, затоа што оној момент кога ќе бидете истерани од работа, ве лишува од средствата за живот, или ако сакате понижување што го доживувате затоа што, да кажеме, кадри со високо образование, со докторати ќе се најдат на бироа за вработување, тоа ВМРО никогаш не го направила, барем не во владењето кога тие ја практицирале власта. Така што некоја споредба меѓу ВМРО во најава режим и режим кој Социјалдемократскиот сојуз го поставува, не може во никој случај да стане збор. Знаете, веројатно кога го користе тој термин режим, им се одомајки, убаво им звучи. И тој ги подсетува, сака да направат некаква паралела со времето на Никола Груевски, така натаму. Не само што споредбено со СДСМ кој од првиот ден притискаа новинари, затвараа луѓе, случајот 27 април, кој со све него влечеа по судови, мене ме влечеа по судови за напишан збор, кривично да одговарам, до ден денес се влечам поради тоа по судови. Значи, ај што немаме видено таков режим? Ние немаме видено ни режим оној благ тип, нели, од времето на Никола Груевски. Го нема тоа сега. Значи нема цврста контрола од страна на службите, го немаме Сашо Мјалков, немаме притисок на медиумите, немаме агресивност од страна на провладините медиуми да заокружуваат луѓе, да шират реторика, патриоти, предавници, нигде го немаме тоа. Значи ние тоа го немаме во овој момент. Меѓутоа во нивниот вокабулар, во нивниот наратив тоа постои. Со секој избори ист наратив. Ги немаме сега, знаеш, оние практики негативни од време на Груевски кои за мене се негативни, сум го кажал тоа 100 пати. Ние сега тоа го немаме. Во овие 5 месеци, може кога го имаме до година. Но во овие 5 месеци не може да дадете многу забелешки. Може да дадете многу нејасноти, може да дадете дека само 50 пати е подобро од претходно, не повеќе. А ние очекувавме 100, но да кажете дека има режим е прво неодговорно кон вистината која ние зборуваме за една, како да кажам, ниту сме виделе полициски притисок, ниту сме виделе некаков посебен пеналитет во општеството, ниту сме виделе медиумите да се под притисок, ништо тоа го немаме видено. Ниту сме виделе реваншизам, политички реваншизам, она што тоа најмалку сме виделе. Социјалдемократскиот го прави со секој доаѓање на избори. Токму тоа што се случува, се она што не содействува со мислата, односно соделувањето на СДСМ, беше накажено, односно секоја критичка мисла беше нападната, и тоа сериозно нападната и накажена од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Мислам, малце е декутантно да тие зборуваат за режим после 7 години што ги поминавме со власта на Заев и неговите следбеници, односно неговите наследници во власта. Така, ова е наратив кој во основа ви го покажува токму идното делување на Социјалдемократскиот сојуз, кој не верувам дека ќе се разликува од она кој го практикуваше во годините нападот на Никола Груевски. Така што си градат просто за, знаете, ако нема ни еден основ за да го наречат режим ова или популизам, владењето на ВМРО во овие 5 месеци од власта, што е краток период, стварно да носите судови за каков било. Ти викам, ја можам да и најдам забелешки и не се уште е рано. Значи ја им наоѓам забелешки, ја ги кажувам на овие фреквенции тие забелешки,
неодговорно би било да не наоѓаме забелешки, ама да тврдите дека тука има нешто режим, сосем спротивно од режим и режим има. популизам. Ние Тоа го во овие 5 месеци оценката која јас би можел да ја дадам е дека ние по-либерално владење од страна на ВМРО ДПМН и владење поблиску до центарот до сега, кога и да бил ВМРО на власт, дали со Љупчо Гергиевски, дали со Никола Груевски или не е споредливо. не сме виделе. Не е споредливо. Начинот на кој се разрачунава социјалдемократскиот со неистомислениците, со не оние кои се дел од структурите или дел на истата идеологија, тоа го видовме и 2002 и во 90-тите до 98 година како они се носат со своите политички противници и неистомисленици зборува, не само политички противници. Така што вокабуларот нема некоја голема разлика. Така и иднината на Социјалдемократскиот сојуз не ја гледам во некоја насока дека они се менуваат или излегле ќе ја закопат ароганцијата. Имаме една друга состојба. Прво, ја мислам дека ВМРО ДПМН е намерно не постапува со реваншизам, не дека не би сакале, туку поучени од својот пример. Затоа што го обедини ВМРО? ВМРО беше во многу тешка состојба 2017 година. Нив ги обедини токму реваншизмот и сите сватија дека само во јатото може да се заштитат. Тие сега тоа не го прават во однос на СДСМ и мислам дека тоа им е добар политички адут. Еве сега ќе ви кажам, ајде СДСМ го тргаме на страна да ја гледаме коалиционата димензија. На вчерашниот конгрес на СДСМ, од коалиционите партнери на СДСМ, гости беа само Рубин Земон од ПОЕН, овој од НСДП и Ивон Величковски, кој нема партија, има невладина организација. Некакво движење за трета нова република, во која ние се уште јавно не сме го виделе вториот член во движењето. Може би постои, не викаме дека не постои, ама го немаме видено. Сега, прашањето е, каде е Моника Зајкова? Каде се Дом? Дом тие беа, сум ги заборел. Зелените, да. Каде се, тоа се стандардни Дом, ЛДП, мислам, колку има, 2, 3 пратеници и така натаму. Да. Ова остава впечаток дека не само внатре во СДСМ што има предизвици, туку дека СДСМ ги нема дефинирано своите односи. Сакаш да кажеш го губи коалиционите партнери. Може би грешам, еве, ќе си ставам на збор дека грешам. Го губи коалициониот капацитет. Но ЛДП јас на снимките вчера не ги видов, може биле. Не знам, нека ме демантираат. Јас на снимките, баш нели ги посебно уште еднаш ги обработив утро во снимките, јас такво нешто не видов. Сосем спротивно, видов дека вчера имале Дом активности некакви во Бугарија, некакво обраќање, некакви обуки дека имали и така натаму, им го следам профилите, не гледам никаква активност поврзана со нивниот коалиционен партнер СДСМ, а и не ги видов во првиот ред кај коалиционите партнери на СДСМ. Има изјава Филипче, мислам новиот лидер на социјалдемократите, кој вели дека пати за севилниот однос што го имале кон своите коалиционите партнери, не знам на кој мисли. Наверојатно мисли на Дуи. Па не знам сега, да не му навлегувам во тоа што сакал да каже лидерот, меѓутоа прито заборава за севилноста што ја манифестираше Социјалдемократскиот сојуз во контекст на меѓународниот фактор, мислам, полтонството и севилноста, каде што секој тапшање по рама и секоја пофалба ја доживува како успех на македонската дипломатија, не закопа таму каде што ДНСК треба да интервенира Мицковски со неговата влада, да ги остани штетите кои ги направија во надворешната политика и во нашето обезличување како држава, токму во односите со останатите држави. Така што овој сериозен однос кој го имале кон своите коалициони партнери не е нешто ново за Социјалдемократскиот сојуз во генерална смисла на нивното функционирање. Меѓутоа, она што изненадува е токму тоа коалициониот капацитет, затоа што ако не се лажам на ВМРО со години му забележува дека нема
дека нема ВМРО традиционалните партнери, како социјалистичка партија, никогаш не излегле. Барем како Демократската партија на србите, да. како беа оние од Битола на Јанкуловски, како се Подем. викаш? Подем. Нова либерална. Либерална. Имаат една групација на политички партии која останува. Која останува без оглед дали се на власт. Ако сакате и Ердоган Сарач кој дури тој човек е навистина феномен, некој ден ќе го викнеме овде. Тој отиде намерно во опозиција пред СДСМ кога доаѓаше на власт. Он отиде во опозиција баш во тие моменти. 2017 одлучи да оди во опозиција. А претходно беше во коалиција со СДСМ. Се уште не можем да ги разберам мотивите зошто тогаш, еве и сега нема некоја посебна функција. Добро, навестувањата беа јасни. Знаеш, кога доаѓате на власт на тој начин, кој повеќе не знаете како да го дефинирате, дали како мек државен удар, дали како политички апсурд, кога знаете кога целиот уставен концепт на функционирањето на демократијата во една држава го доведувате под прашање во поглед на коалицирањето со албанскиот фактор, во тој случај не ме изненадува однесувањето на... Одиме, професоре, со една кратка пауза за реклами, по која ќе се вратиме во вториот дел, да расчистиме нешто друго, да расчистиме дали сите овие напори, дали оваа реторика и така натаму, на краткорочен, среднорочен и на долгорочен план може да му донесат на СДСМ или може да очекуваме дека некој ќе му го земе местото како главна опозицијска партија. Режим во ново руво. Тоа сака СДСМ да ја прикаже новата власт. Анализираме ово утро со професорот Звонимир Јанкуловски. Што поточно не очекува? Професоре, рейтинзите за испитување на јавното мислење по изборите се многу немилосрдни во однос на СДСМ. Односно, разликата која СДСМ ја има со ДУИ и Левица е во рангот на статистичка грешка. Ние гледаме во овој момент дека СДСМ е партија на рангот на Левица и на ДУИ. Дека практично опозицијскиот блок на ВМРО ДПМН во овој момент е поделен на 3 скоро еднакви дела. Тоа е во овој момент барем така, и во овој момент барем тоа е идеално за премиерот Мицкоски, затоа што практично тоа значи дека овие 3 блока нема да можат да го засенат. Не, во периодот што доаѓа нема шанси тоа да се случи, затоа што и одговорот, мислам, едноставно говорот на лидерот на социјалдемократите во основа не коинцидира со реалноста. Всушност, социјалдемократите никогаш не функционирале со реалноста, живеат во паралелни универзуми со останатиот дел од граѓанството, што би се рекло, така што не е нешто ново. Зборува за режим во ново руво, при тоа заборава на собствениот режим кој го градеа во последните 7 години, и она што изненадува во неговото обраќање е тоа несогледувањето на причините за поразот. Тој вика дека да, се обидува да најде некој оправдување за поразот, меѓутоа овде не станува за пораз, политички пораз, овде станува збор, што би рекле во речникот на Бранко Црвенковски, шлепе прегазил жаба, баш во нивниот жаргон. Токму тоа им се случи на изборите, со тоа што целиот концепт на владење во последните 7 години ја доведе партијата на ниво на она што кажа статистичка грешка во анкетите и ја доведе... Добро, не се 9%, се 7-6, но... Не, за таа партија тоа е повеќе од катастрофа. За партија која до завчера апсолутно владееше со Македонија, овој ВМРО ДПМН никогаш во својата историја не паднал во Олкунис. Не, ова е најтешко кое им било. Се обидува да најде во оправдување дека тие се занимавале со влегле во процес на европското интегрирање и заради тоа ги заборавиле граѓаните. Но добро, оправдувањата се едно, но да бидеме објективни и искрени. Во даден момент мора да се појави некакво опозицијско расположение во однос на оваа влада. Во однос на секоја влада. Дали ќе биде тоа за година, 2, за 6 месеци, за 3 години, за 5 години, за 7 години, неважно,
но мора да се појави незадоволство, затоа што сепак живееме во Македонија, не е ова ниту Шведска, ниту Норвешка, ниту Швајцарија. Земја која си има најразлични големи предизвици, каде што може вака да се случи еден поголем настан и да предизвика поголемо на незадоволство. Прашањето ми е, дали може евентуално незадоволство од оваа влада да се канализира во СДСМ? Тоа е прашањето. Дали СДСМ во овој момент има воопшто капацитет да канализира незадоволство од власта на Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ? Може, затоа што сепак да не заборавиме, сепак се работи наследници на една политичка опција која владеела 50 години со Македонија. Тоа се во основа новата генерација на она што би се рекло новата генерација на комунистите, на сега неокомунисти кои се појавуваат во улога на денеска се појавуваат во улога на опозиционери пред 7 години власт. Така што може да канализира незадоволство, сепак имате притаено членство социјалдемократство кое не знам ни зошто го носат името социјалдемократство, затоа што во нивното действување нема ништо од социјалдемократијата, односно нема идеологија, едноставно се работи за интерес да го сочуваат она што смета дека им припаѓа како наследство и така и функционираат, дека државата им е дадена како наследство. Самиот концепт на државотворна, ние сме темел на државата, во основа ви ја покажува она закопаната ароганција во 90-тите години, која се обидува да ја продолжат во времето на независна Македонија. Ниту видовме нешто од нивната државотворност, ниту видовме нешто од нивните темели. Ако судиме по темелите што ги постави на државата, ќе видиме дека сето она што го постави е труло и дека токму со последните избори целосно се распадна. Да се надеваме дека така и ќе остане, затоа што не верувам. Добро сега. Се надевам. Јас се надевам дека така ќе остане, затоа што едноставно нивната политика не коинцидира со промените во светот кои се случуваат. Професоре, имаме состојба во која, сега знаете, нас ни е потребна здрава опозиција. На секој општество му е потребна здрава опозиција. Ние, доколку опозицијата остане ваква каква што е во овој момент, власта ќе биде многу полоша, затоа што кога никој не ви дише во грб, вие сте многу поопуштени, вие многу помалку мислите на стратешки важни работи, а повеќе мислите на оние day-to-day активности за ваше себе промоција и така натаму. За да имаме ние добра власт, по дефолт мора да имаме добра опозиција. Да, тоа е вообичаено флоскулата што се користи. Мора да имате свесно граѓанство кој ќе биде коректор на власта. Апсолутно. И тоа е клучно, да бидеме реални. Политичкото организирање е дел од она што значи организирање на граѓаните во контекст на незадоволство што се раѓа со власта, да се надеваме дека од целата оваа ситуација ќе произлезе нешто добро, дека ќе се разигра политичкиот амбиент во Македонија. Ја тоа со години што го посакувам да се разигра, затоа што доаѓаат нови генерации кои поинаку гледаат на политика и реално ние имаме многу слободен простор во овој момент во левиот центар, затоа што СДСМ не е лев центар. Економски СДСМ се постави... Никогаш не биле. Тоа се работи за неокомунисти или рециклирани комунисти кои се обидува да ги сочуваат привилегиите од значи конзервативци. Па не. Своевидни, доколку гледаме. Конзервативен човек кој сака да го конзервира, да го заштити актуелниот поредок. Точно. Значи, де факто... Привилегиите што им го носело минатото. Идеолошки кај нас, СДСМ би биле конзервативна партија, а ВМРО-ДПМНЕ би биле прогресивна партија. Доколку ги следиме оние правила кои ги налага политичката наука. Што е конзервативна партија? Конзервативна партија е партија која сака да го зачува актуелниот економски класен негагов поредок во општеството, а прогресивна партија е таа која го предизвикува тој поредок. Сака да го промени. Значи, ние во суштина од 91 па наваму го имаме СДСМ поставено како конзервативна партија, како чува, а ВМРО-ДПМНЕ го имаме поставено како прогресивна партија. Сега, кај нас
иронијата на историјата е тоа што СДСМ на себе си се декларираат како лева партија, ВМРО како десна партија, иако суштински демохристијанска, иако суштински нивните улоги се целосно различни. Еве, ако ги споредите со една Велика Британија, ВМРО ДПМН би биле многу поблиски со лабористите, затоа што извираат изворно од граѓаните, од народот, од незадоволство, од незадоволството, стечените работници, 90-тите, стечајците, исто и таму од рударите незадоволни, од Тачер и така натаму, ВМРО би биле многу поблиски со лабористите, а СДСМ би биле со конзервативците, наследниците на собствениците на големите индустријски капацитети таму и така натаму. Што Енглеска го направила. Значи не, доколку ги земете, истото важи и за Америка. ВМРО ДПМН, доколку ги ставите во Америка, тие би биле многу повеќе наликуваат на демократите, а СДСМ многу повеќе наликуваат на републиканците. Не, никако. Зошто? Никако, затоа што не наликуваат на никој. На никој не влегуваат во тие, како се вика, поделби. Таму се реална состојба. Социјалдемократите ги поставија стереотипите во политиката во 90-тите години, им се можеше. Беа партија која наследи из политичка структура и политичка идеологија од претходниот режим, од комунизмот, така што ВМРО беше повеќе продукт на едно време на потребата за промени, за независна држава. Идејата беше токму тоа. Додека едните се крстеа во Тито и не сака да го тргнат портретот на Тито, другите во меѓувреме сите го тргна. Па го тргна затоа што времето, само кај Пасиев. Затоа што времето налагаше така, да може ќе останеа во, како сика, проширена Југославија, ама не може, затоа што комплетно се смени односите во меѓу државите кои произлегува од поранешна Југославија, така што за прогресивни, за конзервативци не би поставувал некоја резка граница. Социјалдемократите, што може они да бидат конзервативни у сочувувањето на привилегиите од претходниот режим? Службите до ден денес СДСМ ги конзервира и ги остава да бидат во стадиум кога биле... Тоа е класичен конзервативизам. Да има еден след на тек на репресија врз собствениот народ. Класичен режим, или што би рекле во современ термин длабока држава. Во основа ги сочува оние елементи на управувањето или владењето кои се суштински за контролата на власта или манипулацијата со власта. Ме коригираат дека покрај НСДП, поен на Рубин Земон и движењето на Иван Величковски, чиј втор член не сме го виделе јавно до сега, ќе му дадеме прилика, се надеваме дека во периодот кој предстои пред нас ќе го видиме и вториот член. ВМРО Народна преку Кадиевски била присутна на конгресот на СДСМ. Кадиевски? Не знам кој тој Кадиевски. Ја го знам, ама тоа заборави. Не знам. Мислам, знаете, некојаш... Вели, СДСМ најголема... Добро, сега тие навреди нема да ги... Еве, критика кон власта, вели на слушателка, мене ми пречи што не ги ослободија бранителите, немаат што да кажат СДС и најлесно им е да кажат дека се режим, баш така. Еве, ако сакаме една забелешка, можеме да ја дадеме. Балко бил, еве, Балковски, каков Кадиевски, Балковски бил, но најголемиот коалиционен партнер на СМЛДП не го видов дека е присутен. Таму што е сериозна забелешка. Прашање, дали мислите дека со локалните ќе има и парламентарни? Прво моето мислење, па професорот. Според мене неодговорно е да има парламентарни заедно со локалните, затоа што во овој момент има стабилно владино мнозинство, стабилна влада која си има своја програма и треба да видиме како ја реализира таа програма. Мене ми е преку глава секоја година да биде изборна година. Неаме избори, што... во задните 7 години неаме вонредни избори. Но на 2 години председателски не се поклапаа, нели? И ти имаш цела година закопана држава од избори. 10 локални, 10 парламентарни, 10 председателски. Сметам дека треба ВМРО ДПМН одговорно да ги земе работите во своји раце, за 4 години да реализира најголем дел што може од тоа што ни го понудија како програма, па да седнеме за 4 години овде да анализираме ова направија или не направи, ова направија или направија.
Наместо ние да влегуваме цело време у циклуси избори нема, имаат стабилно мнозинство, имаат стабилна влада, имаат стабилни министри, нека тераат. Нема потреба од превремени парламентарни избори. Барем според мене. Со локалните избори. Локалните избори ќе бидат друга приказна, каде што баш ќе видиме како СДСМ ќе помине на нив. Не посакува нешто што не можеш да го реализираш, што токму го прави Социјалдемократскиот сојуз, повикувајќи на предвремени избори, а власта е само 5 месеци. Ти има тенко мнозинство. Види, во овој момент најмногу му одговара на Мицкошки предвремени избори да има. Ама зашто да има избори? Зборувам, ако гледа од личен интерес да остане премиер со уште поголемо мнозинство, сега тој би направил избори. Но ако гледаме во интерес на државата дали е во овој момент да има избори, не е. Се работи за власт која е конституирана само 5 месеци. Се работи за изборна победа која е повеќе од, што би се рекло, потврдена во волјата на граѓаните, со 58 пратеники, и се работи за коалиција која и како е силна во парламентот со 78, некој вика дури над 80 пратеници. Така што секоја дискусија околу потребата или околу предвремените е излишна. Она што премиерот го кажа во собранието и да се фатиш на реченицата која беше повеќе подсетување на социјалдемократите каде е нивното место во парламентот и каде е нивното место во политиката. Во моментов тие се обидуваат да извадат нешто, ке видите токму тоа дека не се работи за конзистентна политика. Да се работеше за конзистентна или заменување или реформа на Социјалдемократскиот сојуз, прво ќе се вратеа на она што значи консолидирање на партијата, незино реформирање, па дури после ќе размислуваа за можност за нови избори, односно ќе го чекаа датумот. Тие не го направија тоа кога требаше, така што сега би било сосема излишно воопшто да се размислува или не знам зашто разговараме после 5 месеци за предвремени избори. Мислам, тоа е тема која сака да ја наметнат, како што е темата и за загадувањето, и за многу за рудниците, и за многу други работи, кои се обидуваат повторно да ги вратат во живот социјалдемократите, меѓутоа се е тоа излишно. Власт има и стабилно мнозинство и има, што би рекол ти, во анкетите стабилен рейтинг, не стабилен, дури го има зголемено својата предност во однос на изборите каде што освоја 58 така пратеници. Воопшто не станува збор дилема за тоа дали треба или не треба. Најмалце им треба, за тоа реков, не посакувај нешто што не можеш да го реализираш. Суштината, токму за според мене во овој момент муабети за избори се тотално неодговорни. 5 месеци е власта. Треба да видиме што може да покажат и треба да ги критикуваме, да ги следиме и да гледаме што прават. Сушност, тоа е најважно. Ако не се лажам, СДСМ треба да го прави тоа, наместо да се занимава со флоскули за режими, за диктатури, за останати глупости. СДСМ треба да сега пази, СДСМ имаш Филипч, имаш одлично сервирана топка. Му понуди платформа Мицкошки, тоа беше сламка за спас за Филипч. Да. Меѓутоа, реална состојба, тоа што му понуди сламка за спас не значи дека Филипче ќе прифати сламката за спас, затоа што се работи за човек кој е би рекол политички неук и човек кој повеќе испостава на една неуспешна политика и неуспешен политичар, иако се обидува цело време да го наметна чувството дека големите лидери носеле големи одлуки во тешки времења, споредувајќи го со Черчил или со Де Гол или ако сакате со Кол или со Митеран или со било кој, со Ганди споредувајќи го. Така што малце целиот наратив, целиот начин на размислување е погрешен. Вие зборуваат за предвремени избори луѓе кои го дирекува, луѓе кои инсистираат дека изборите треба да бидат во 4-годишниот мандат на владењето на една политичка партија и сега тие повторно се враќаат на концептот на Груевски, каде што им покажува
им покажа каде им е местото во тие 2 години, односно на вонредните парламентарни избори. Повторно истото би се случило, меѓутоа сето тоа е безпредметно да и стварно непотребно да расправаме воопшто и да размислуваме за... Да, останува да видиме, локалните избори ќе бидат според мене латмус тест. СДСМ има много интересна траекторија, а тоа е во СДСМ лидерите секојаш паѓаат на локални. И во Македонија општо Груевски падна на локални, Заев падна на локални. Сега видиме... Заев падна на локални, али тоа не значеше нови парламентарни избори. Да. Кога имате таков резултат кој го доби ВМРО на локалните избори, одите веднаш на парламентарни со цел за да ја намалите штетата за партијата. Тоа не го направија. И сега СДСМ првиот дебакл од серијата од 2 дебакли кои имаше доживена локалните избори, каде што од позиција на власт успеа да освои многу малку градоначалници. Да. Сега што е работа? Во овој момент Венко Филипче се трка со лошиот резултат на Заев. Односно, доколку Венко Филипче има помалку градоначалници од тоа што СДСМ во овој момент има градоначалници, тогаш во неговата политика почнува една целосна апатија и јасно е веќе дека СДСМ е на колена. Овие избори, следните локални избори се тестот за тоа дали СДСМ ќе продолжи да биде една важна политичка партија во македонскиот политички систем или СДСМ ќе исчезне. И Филипче, докторот, неврохирургот Венко Филипче, многу не би сакал да бидам во овој момент во неговите чевли, затоа што тоа е многу лоша позиција, барем според мене. Доколку СДСМ на наредните локални избори освои помалку градоначалници од тие малку градоначалници кои ги има сега, тоа би било тотален крах за партијата и од тој момент па натаму СДСМ влегува веќе фактички во рангот на маргинални политички партии, на рангот на една левица, на рангот на многу партии кои исчезнале од македонскиот политички систем во минатото. Целиот проблем со социјалдемократскиот во моментов што има докториран лидер. Лидер кој не го доживуваат како лидер кој е изворно израснат од како сика од волјата на членството на социјалдемократски сојуз. Така што проблемот со Филипче е треба да се позиционира во самата партија. Треба да се наметни како лидер. Се додека му стои, како сика, тоа дека тој е поставен, го чува столчето или е во основа испостава на претходниот на Заев во социјалдемократскиот сојуз, тој не можеме да очекуваме дека ќе добиеме консолидирана и реформирана партија. Мислам дека Филипче е ставен како лидер затоа што никој не им се нафаќаше. Не е точно. Јован Деспотовски се нафаќаше, Деспотовски, ако не се лажам, и Славјанка Петровска. Да. Јован Деспотовски ќе најавуваше дека ќе однесе партијата во еден сосем друг правец кој ќе расчисти со минатото на Заев, но не му ја дозволија шансата. Тука негде завршуваме утро. Нека размисли социјалдемократскиот, фрчко ги постави темелите на една поделба во социјалдемократскиот 90-тите години, 95, ако не се лажам, на селското и градското крило. Нека размисли кое крило победува во социјалдемократскиот сојуз денеска и кон која опција, кон кое крило се приклонуваат во иднина. Па мислам дека повеќе се кон селското крило, почитувани слушатели. Градското крило на Радио Лидер кој го водам јас од село Глишичка, Вадаречко, ја затвара оваа емисија за ова утро. Останете со 98,1, се гледаме повторно утре. Утре ќе имаме синдикални теми едно со Искра Коровешовска.